до поголема општествена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Како граѓаните да бидат поприсутни во работата на Советот на општина Прилеп, да носат предлози, иницијативи, но и да дознаваат за одлуките на Советот. Каква е улогата на председателот на Совет? Разговараме со председателот на Советот на општина Прилеп, Еленче Ташковска. Добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Радио Пела. Добар ден. Ви благодарам на поканата и можноста која што ние укажавте за да можеме да проговориме за теми кои што се од интерес на граѓаните. Поздрав до моите драги прилепчани со кои што ќе се дружиме преку оваа ваша емисија. Веднаш да кажам дека може сите да ни пишуваат во коментари или во инбокс, може да ни пишуваат исто така или да ни се јават на нашиот телефон 076 802 595. Добра можност еве да контактира со председателот на Совет на општина Прилеп. Вие од неодамна, поради промените кои што настанаа во промена на председателот, на претходниот председател, сте сегашен председател на Совет на општина Прилеп. Колку месеци, но не сте во Советот сега. Вие сте веќе прилично долго во Советот на општина Прилеп, како опозиција, а сега и како мнозинство. Так. Владино. Так, значи, како советник во Советот на општина Прилеп, сум застапена од 2013 година, 4 години како советник во опозиција, а после 2017 година реизбрана како советник, меѓутоа сега во улога на позиција. Како председател на Совет доаѓам на 20 со седницата која што беше одржана на 24 август 2020 година, како што самите кажавте, после промените кои што се случија после централните избори, парламентарните избори, тогашниот председател господинот Миле Талески премина во редовите на парламентот, се испразни местото председател на Совет и според статутот и деловникот за работа, од редот на членовите на Советот требаше да се избере нов председател на Совет. Честа ми припадна тоа да бидам јас. Која е улогата на председателот на Совет, освен да ја свика седницата? Јас би прашала во ова време вака директно, дали вие како председател на Совет може да го замените градоначалникот при донесување на некаква одлука, при ставање на подпис некој, со оглед на тоа што се создаваа ситуации кога ево неможност градоначалникот градоначалник, институција правиме муабет, не е нашиот градоначалник. Так, вака. Добро е да се знае и добро е што го отворивте ова прашање. Советот и градоначалникот се два различни органи на власт. Значи, тие си се органи на власт во една локална самоуправа, независни еден од друг. Затоа сте и според Законот за локална самоуправа, значи Советот си има своји надлежности, градоначалникот си има своји надлежности. Кои се надлежностите на председателот на Совет? Покрај огромната одговорност која што ја има кон своите граѓани, кон она што значи законитост во своето делување, председателот на Совет го представува Советот, потоа ги закажува, организира и ги води седниците на Совет, ги подпишува донесените акти, а потоа сите донесени акти кои што ги поминуваат на седница на Совет одат на извршување, односно градоначалникот понатаму е тој што треба да ги изврши тие заедно со општинската администрација, да ги изврши тие донесени акти. Дали во ситуација кога е во неможност градоначалникот да извршува во одреден момент својата функција, тоа може да го прави председателот на Совет, си постои пропишани правила, значи од редот на советниците се избира заменик градоначалник. Во општина Прилеп, значи во многу до неодамна да речем, до минатата недела беше во таква ситуација заради здравствената состојба на нашиот градоначалник. Беше активирана функцијата заменик градоначалник, така да сите
обврски на локалната самоуправа непречено си функционирае. Си функционираше Советот, си функционираше институцијата градоначалник и мислам дека успешно одговоривме на сите потреби кои што излегоа пред нас. Ташковска, бидејќи долго време сте во Советот, како советник, рековме и во опозиција долго време, потоа координатор на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, сега председател на Совет. Како ви изгледа Советот сега споредбено со некогаш? Се носат ли по конструктивни одлуки во Советот на Општина Прилеп? Има ли некакви видни измени во носење на подобри одлуки, подобри решенија? Може да се направи некаква споредба? Или пак едноставно најчесто и така функционира, морам да признам, бидејќи го следам Советот, се донесуваат одредени одлуки, па владеачкото мнозинство го прифаќа без разлика дали тоа е предлог на едната на опозицијата, но владеачкото мнозинство ги прифаќа предлозите донесени од владеачкото мнозинство. Ретко се прифаќаат предлозите од опозицијата. Какви се вашите искуства? Вака, јас и на самиот почеток кога зборував за Советот, кажав дека Советот согласно Закон за локална самоуправа работи според два важечки документи, односно значајни документи кои на некој начин представуваат закон за работата на самиот Совет, тоа е статутот и деловникот за работа на Советот, кој што на некој начин, еве со жаргон би кажала, ги одредува правилата на работа на Советот. Значи, надвор од законските прописи ние не можеме да излегуваме. Може би гледано од страна изгледа дека мнозинството е тоа кое што на некој начин еве ја наметнува волјата во работата на Советот, но не е и така. Деловникот за работа на Советот... Имаме слушател, нели? Ајде. Ќе го продолжиме разговорот. Така, Како и да е, да слушателите имаат предност. Добар ден, повелете. предност. Председателот на Советот на Општина Прилеп Еленче Ташковска ни е наш гостин. Повелете. Добар ден, поздрав до водителката и гостинката. Имам едно прашање. Како граѓанин на Општина Прилеп, каде да се обратам за одреден проблем? Каде да ги најдеме советниците? Во оваа пандемија не можеме никој во Општината да најдеме. Значи, сакам конкретен одговор каде можеме да ги најдеме. Благодарам за прашањето, ви благодарам за учеството во емисијата. Еве, граѓаните веќе реагираат и Така. верувам дека се надевам на телефон ќе се слушаме, да, или? Така. Благодарам за прашањето. Ви благодарам за прашањето и за интересот кој што го покажавте. Советниците, улогата на советниците е да бидат точно посредници, односно линкот на народот и телата, односно органите на управување. Сега со оглед на тоа што зборуваме, значи да се обраќаме до сите сограѓани и различни групи на возрасти, на официјалната веб страна на општината има емайл адреса и кратка биографија од секој советник. Има отворена линија, односно број, сега во моментов не сакам да карикирам со телефонскиот број, меѓутоа може и тоа и вие како редакција да го проследите понатаму до граѓаните. Можат преку тој број да се јавуваат и да слободно да ги изнесат своите ставови и нивните потреби да си ги кажат преку тој број. Секако приемното одделение во локалната самоуправа, значи да се обрат, да дојда во локалната самоуправа, во приемното одделение, тоа е првата просторија, да го повикаат ресорот кој што им е потребен и секогаш администрацијата е на услуга. Да, еви слично прашање веќе поставуваат граѓаните, дали и како можат граѓаните да пристапат со своји предлози до советниците, до председателот на Совет. Тешко е да се дојде до општината. Значи, јас кажав, првиот контакт е отворете ја веб страната на Општина Прилеп, таму имаме емайл адреси на секој советник. Значи 27 советници сме во Советот на Општина Прилеп. Тоа е најлесниот контакт, слободно, во секое време. Јас ги охрабрувам граѓаните да ни се обраќаат во таа форма. Доколку не е некој од граѓаните во можност да го направи тоа,
Еве, ние немаме определено, за жал, условите се такви во локалната самоуправа и во моментов со ова ковид ситуација да бидиме присутни постојано таму, меѓутоа, еве, јас си земам за обврска да означиме еден ден во седмицата и одреден термин, да речем сатница, кога ќе можат граѓаните да доаѓаат или да најдиме некој број преку локалната самоуправа, како ќе може полесно да дојдат до контакт со нас и секако преку вашата редакција, преку социјалните медиуми ќе бидат известени за тоа. И токму ми е и следното прашање. Вие донесувате одредени одлуки во Советот, како тие одлуки да дојдат до граѓаните? Како може најлесно граѓаните да се информира за кои одлуки станувало збор на седницата на Совет на општина Прилеп? Најчесто иницијативите или предлозите стасилвале во комисиите, па комисиите за финанси, комисија за урбанизам и така натаму, сите комисии кои што ги имате, а потоа тие одлуки како предлог одлуки стасуваат до седницата на Советот на општина Прилеп, каде што советниците ги разгледуваат, ги прифаќаат или не ги прифаќаат, но таа јавност по се изгледа е скратена, бидејќи јавноста, иако според член 42 од Законот за локална самоуправа, задолжителна е јавност на сите одлуки и на сите предлози кои што се носат, со единствена цел да знаат граѓаните дали нивниот предлог поминал на комисијата, дали дошол до Советот на општина Прилеп. Во пратеничкиот состав тоа го има, например, сите комисиски одлуки, сите дневниот ред на Советот на седницата во републичко ниво веќе се поставени на нивните веб страни. Како тие одлуки да дојдат поблиско до граѓаните со оглед на тоа што па и во оваа пандемија ниту медиумите не присуствуваат за жал на седниците и не можат да ги знаат одлуките. Ние вчера имаше седница Советот на општина Прилеп, добив не само PR текст, но и фотографии искрено од владеачкото мнозинство, но никако не добив, немаме информација дали присуствуваше опозицијата, колку таа беше конструктивна во денесувањето на одлуките. Што се прави на тој план, одлуката која што се носи да стаса до граѓанинот? Ви благодарам на прашањето, ќе се обидам да дадам одговор. Значи, како стигнуваат барањата до Советот, односно како го креираме дневниот ред на Советот. Значи, предлагачите на материјали, своите материјали ги испраќаат до службата за организирање на седници на Совет. Предходно сигурно поминуваат низ архива, сега да не се навраѓаме, тоа си е процедура. Кога ќе пристигнат доволен број на материјали од страна на предлагачите, а предлагачи кој може да биде се знае, предлагачи на материјали се знае кој можат да бидат, значи тоа се граѓаните, јавните институции кои што се под надлежност на Советот на општината, разни здруженија кои што се обраќаат за прашања кои што се интерес, односно поле на законска одредба на интерес на Советот на општина Прилеп. Таквиот дневен ред потоа го составуваме во соработка, пак ќе речем, со службите за организација на седници на Совет. Сепак тие се грижат за законитоста на седниците да поминат во најдобар можен ред. Значи, сите донесени одлуки, акти, решенија, програми да бидат во склоп со законот, бидејќи крајната наша заложба е да бидат сите акти законски, да понатаму да не мора да ни бидат, да речем, поништувани или оспорувани. Колку учествува опозицијата, ме прашавте. Опозицијата со своето присуство учествува редовно на секоја седница. Знаете дека после објавувањето во службено гласило на сите одлуки на Советот на општина Прилеп, тука вклучувајќи го и записникот, односно стенограми, постои
од од текот на целата седница, значи добро се знае кој што говорил, колку земал учество во работата на Советот, тие потоа после 8 дена стануваат јавно достапни документи. Може тие да ги најдат граѓаните доколку сакаат да ги на страна повторно пак ќе упатам на веб страната на општина Прилеп има секција градоначалник совет. Кога ќе појдете во секција совет има регистер на донесени акти. Во регистерот на донесени акти слободно можете да отворите и ќе најдите, значи, за години уназад, баш еве вчера го пролистував, 2020 година веќе се изработува, за неколку дена ќе излезе регистерот на сите донесени акти до 2020 година. Тука буквално секоја седница, секоја донесена одлука, постои, дури упатуваат и на која страна во службено гласило може да се најди донесеното решение, одлука, програма, она што е поле на интерес. Актуелните, како доаѓаат до јавноста, спомнавте и сами, медиумите сте известени за датумот кога се одржува седницата, за дневниот ред и од PR службата на општината добивате извештај за тоа за кои точки се одлучувало во овој момент. И самите ние советниците објавуваме на социјалните мрежи. Добро, секој нема социјални така, мрежи. нема социјални, јасно ми е, да. Што, тука медиумите треба малку проактивен, канете, ние ќе доаѓаме. Еве после секоја седница може да присуствува, да организираме една ваква средба, да зборниме за сето. Да, предлози, но јас прашував досега како се одвиваа работите. До сега граѓаните така, сега малку должам објаснување, сакам еве граѓаните да ги запознаеме за тоа како во овој момент функционира Советот. Советот функционира во моментов, народски пак кажано онлайн, или седниците се организираат со користење на електронски медиуми преку Zoom. За да можеме да работиме на ваков начин, а пак сето да биде во согласност со законот, ние извршивме промена на деловникот на општина Прилеп, во која што пред да го пуштиме решението за седница, например пред да го пуштиме решението за одржување на 54-та седница, која што беше одржана во текот на вчерашниот ден, бараме односно обврска е на советниците да се изјаснат за потребата од одржување на седница со физичко присуство или преку други комуникацијски уреди. Советниците одредуваат на кој начин ќе биде значи не е волја на председателот да биде одржана една седница со физичко присуство или онлайн, веќе самите советници одредуваат на кој начин ќе се одржи таа седница, значи принципот на демократичност е целосно присутен. Не ми одговоривте на прашањето дали демократичноста или конструктивноста на седниците се подобри сега или беа подобри во претходниот период кога вие бевте во опозиција? Јас не би го дефинирала тоа така. Добро. Конструктивност, секој советник со целата своја морална одговорност, мислам дека со сите своји сили се труди да одговори максимално на своите задачи кои што ги превзел пред своите граѓани. Едно е да бидиш, можам сега да зборувам за улога на советник во опозиција и улога на советник во позиција. Пак ќе кажам, за мене разлика не постоела. Секогаш сум се трудела максимално да одговорам на својата задача, односно сите граѓани кои што пристапиле до мене, нивниот глас преку мене да биде слушнат, да гласам, односно да делувам во согласност со своите убедувања, но и она што е барање на самите граѓани кои што сепак ние сме сограѓани на жители на градот Прилеп, се движиме низ градот, среќаваме многу луѓе, не дека не познаваат, 27 представници сме таму, во секојдневно сме во комуникација со луѓето, пулсо го чувствуваме. Постои конструктивност, значи со самото тоа што донесуваме еден огромен број на одлуки, тоа значи дека Советот работи, со тоа што општината работи, гледаме проекти околу нас, тоа
Сето е работа и плод на Советот, значи донеле одлуки за да може работите понатаму да се одвиваат. Еве вчера, за пример, само че ја земам вчерашната седница, ако дозволувате и вака поблиску малку на нашите граѓани да им стане, одлучувавме по однос на 40 точки, значи еден обемен дневен ред, повеќе часовна дебата имаше, самото тоа што седницата траеше околу 5 часови, значи дека се развила дебата, дека побудил интерес, точките кои што беа ставени на дневен ред, значи финансиски беа повеќе точките, годишните сметки се разгледуваја на општината, годишните сметки на училиштата, на јавните предпријатија кои што се по надлежност на локалната самоуправа. Правилници донесовме за, мислам тоа го проследи и вашиот медиум, за субвенционирање на надоместок на трошоци за инвертер клими. Така. Какви се условите за добивање на субвенции, прашува една наша посетителка или читател на Facebook страната, оние кои што не гледаат сега. Какви се условите, дали може накратко да ни ги разјасните за добивање на субвенции за велосипеди и за клима уреди? Така, секако мило ми е што побудува интерес оваа мерка која што с неа донеле вчера. Прво треба да правилникот ќе се излезе, кажав дека после овие 8 денови, некаде околу 22-23, јавно достапен ќе биде исто правилникот за јавен повик ќе си постои. Ќе можат поблиску да се информираат за сите услови граѓаните, меѓутоа еве накратко сега да кажам, треба да се биде граѓанин на општина Прилеп, жител на општина Прилеп со сопствен дом, стан, односно живеалиште, да имате, да купите инвертор клима или велосипед после датумот на објавување на повикот за оваа мерка, и тие документи се доставуваат онлайн, може и од веб страната на општина Прилеп да се симнат, или пак на приемното одделение да се подигни пријава, се потполнуваат со наслов строго доверливо. Знаете дека вчера исто така направивме усогласување на правилникот за доделување на средства, буџетски средства од локалната самоуправа за еднократна помош на граѓаните. Во делот на заштита на личните податоци, секој податок што е или секое подносување, барање до локалната самоуправа ќе биде со назнака строго доверливо, ќе се постапува според тој закон, така да ги охрабрувам граѓаните активно да се вклучат во искористувањето на овие мерки. Може да прочитаат и на нашата веб страна www.radiopela.mk за условите, бидејќи можат поточно да се информираат за висината на сумата, за тоа како можат да аплицираат. Чинам дека е прв дојден прв услужен, за висината од и не се сите, нема сите да видат. Еве малку да објасниме, гледав вчера и на социјалните медиуми, некоја дилема се појави кај граѓаните, што значи тоа 50%, значи ќе се работи на принципот прв дојден, прв услужен. Кажав, значи во предвид ќе бидат земени апликантите кои што ќе достават своји барања за купени инвертор клими или велосипеди после датумот на објавувањето на повикот за овие две мерки. Тоа се приложува со доставување на фискална сметка која што треба да биде копија, за да не дојди во ситуација граѓаните ако имаат потреба понатаму за некакви, сега се расипуваат, па мора да се врши некоја интервенција, да си ја имаат својата фискална сметка кај нив. Прв дојден, прв услужен, рековме принципот, а што значи тоа 50%? Значи, имаше, вика, кај има еден наш сограѓанин, вика, кај има инвертер клими од 20.000 денари за да има поврат од 10.000 денари. 10.000 денари е максимумот што се враќа. Чи може да се купи од 60.000 денари клима или велосипед, не знам таму, со повисока сума, но се враќа максимум 10.000 денари за инвертор клими, односно 5.000 денари за велосипеди, а ако сумата е пониска, може и 50%, еве за сликовито малку да биде, ако купите велосипед од 9.000 денари, 50% е 4.500 денари. Токму и заради тоа сега да зборуваме,
за да нема одредени дилеми, Так. бидејќи често Фејсбукот го користиме или социјалните мрежи за некаква дискусија во која што преминува во дезинформација. Так, Ние ќе ве викаме често да ни бидите гости со председателот на Совет, советниците, за единствена цел информацијата на вистина, вистинската информација да стигне до граѓаните, бидејќи сепак на крајот на денот граѓаниот е најважен и носење на добри решенија се најбитни за граѓаните кога станува збор за работата на Советот и на советниците. Советниците земаат еден паушал од 16.000 чинам денари. Паушал е, нели? Така да, паушал. Мислам дека во претходниот период земаја и одреден надоместо кога ќе работат во комисии или секогаш било паушал? Да. Земаат одреден паушал. Дали поефективно се работи кога се зема одредени средства или пак советниците на вистина работат и за овој паушал од 16.000 денари, бидејќи велам кога работеа во комисии добиваа и надокнада, а тоа ме поттикнува да го башам и следното прашање. Вие ја одржавте 54-та седница, но на пример Советот на општина Битола ја има 71-та седница. Дали ефикасноста е поголема или пак само се задржува онаа законска обврска еднаш месечно да држите Совет на општина Прилеп? Пак многу прашања. Да, Јас, значи, за еден дел можам да зборувам кога зборнавте за паушалот или за работата на советниците, не би сакала да зборувам. Дали да прво да дадете предност на повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да поздравам гостинката во студиото и би сакала да ја поставам едно прашање. Да, повелете. Повелете. Вака, како може повратно што се одлучува на Советот на општина Прилеп да не известите, да бидам известена, оти вие сте представник на нас граѓаните. Например, имаме некаков проблем и ние треба да се обратиме некдека и до кого? Имате ли вие некакво искуство да не сте добиле некаков одговор на некаква иницијатива, предлог? Или... Да. Мојот сопруг имаше и најавено, уште, еве госпоѓата кажа дека е неколку години таму и во опозиција и позиција, и беше најавен и чекаше одговор да биде повикан. До ден денеска, значи уназад од двете, не добивме никаков одговор. Зборувавме ние како може советниците, Така, ви благодарам. Предпоставувам дека сега пак ќе се навратам на тоа. Советниците, Совет и градоначалник. Предпоставувам дека не сте се обратиле до советниците, бидејќи ние немаме во моментов седиште каде што би можеле секојдневно за жал меѓутоа се надевам дека ќе го разрешиме и тоа прашање. Значи никогаш досега Советот немал своја просторија каде што граѓаните би можеле непречено да доаѓаат и да стапуваат во контакт со нас. Предпоставувам дека сте се обратиле до локалната самоуправа, но тука не советниците, Како може да се обратиме тогаш до вас? Значи, Јас ве охрабрувам и треба да постои линкот заради тоа што и тука ќе одговориме и на претходното прашање, ќе ги поврзам двете прашања, ако не ја одземаме време на слушателката. Не слушате, ќе останете на линија, нели? Така? Не е проблем. Да, повелете. Така. Наша задача е да го слушниме гласот на народот, за да можеме да знаеме одлуките кои што ги носиме дека се во правилна насока. Да не биде ова само флоскула искажана така за во емисија овде. Јас и преđеска најавив дека сега единствената можност покрај личните контакти кои што ги имаме да ги искористите имејл адресите кои што се објавени на веб страната на општина Прилеп. Значи, отворете на веб страната, напишете само општина Прилеп, таму ќе ви се отвори едно прозорче на кое што пишува секција градоначалник, секција Совет, појдете во секција Совет, ќе видите значи линк на кој што ги има сите 27 советници и емайл адресите на сите советници, па понатаму за формата како би се одржала средбата, можеме да се договориме на таков начин. Јас се извинувам, ама на таков начин ние не можеме електронски, значи да дојдеме до вас.
Нас на граѓаните ни е битно Ве разбирам, имаме ве разбирам, гласувац. ве разбирам, затоа Така да изслушнеме слушателката. Вас ви е битно, ве молам уште еднаш да бидете во да Да имаме остварат- средба со советниците, и ние негдека треба да ги скажеме своите потреби, проблеми, се што ни се Да, случува. така. Јас најавив за ова разговаравме и предходната слушателка имаше Да, истото тоа барање. е проблем, Тоа е да, тоа е проблем на проблем, да, очигледно е добри вакви емисии да имаме за да можеме да ги лоцираме проблемите. Јас се надевам и кажав дека ќе работам во насока на тоа што побрзо да можеме да обезбедиме барем еден ден во седмицата, Седмица. и со одреден термин за да можеме еве вака да стапиме во контекст со нашите сограѓани. Ви благодарам за Тоа ќе биде Да, објавено преку вашата редакција, преку пак на насловната страна за настани на самата локална самоуправа. Тоа е во моментот начинот мислам на кој дека што се се случи. комуницира. Значи, благодарам граѓаните ние бараат- на одговора и се надевам дека за кратко време барече можеме да си искажеме своите или негде да ги добиеме одговорите. Ви благодарам и вас на интересот и секако ние постоиме за тоа. Ќе се надоврзам на вашето прашање што беше претходно. Јас можам значи да зборувам само во моје лично име за моите побуди, зошто станав советник. Како што кажав, сигурно паушалот е променлива категорија. Да се зема одреден паричен надоместок, не во форма на постојан паричен надоместок, туку е паушално и зависи од тоа дали се одржала седница или седници во текот на еден месец. Но една развиена општина како што е општина Прилеп сигурно не работи само заради еднаш месечно да се соберат советниците заради одредена, да речем, материјална корист, бидејќи самата вчерашна седница, 40 точки на таа седница, зборуваат за тоа колкави се потребите на граѓаните на општина Прилеп. Минатата 53-та седмица имаше 34 точки на дневен ред. Се работи продуктивно, има интерес, предлагачите предлагаат материјали и ние имаме обврска да работиме по тие предложени материјали. Несомнено, но ова Инаку потврдува- паушалот, ете да останав должна кон граѓаните таков одговор, паушалот не се е одреден согласно закон. Значи, Законот за локална самоуправа кажува 70% од просечната плата следува на доместок. Тука ние нема желба, сакаме толку или помалку. Законот стриктно одредува колку средства следуваат. прашања без За број. комисиите Така. нема надокнада да ја разрешиме и таа Така, дилема. Значи, учеството и работата во комисиите на постојаните комисии на Советот не постои надокнада. Инаку Советот на општина Прилеп има 11 комисии постојани, што значи дека секој советник учествува, ако 27 ги подолиме се 5 члени комисиите, секој советник учествува барем во 2-3 комисии. Од во затворен работата. тип се комисиите или од отворен тип, бидејќи не гледам во јавност во работењето на комисиите. Во моментов се од затворен тип. Како што Во кажавме, претходно така. разговаравме, најкогаш Така. се разгледуваат документи кои што се со назнака доверливо, така да додека не излезат, не поминат на седница на совети, не излезат во службено гласило одлуките, значи јавност не може да има на некој документ. Очигледно јавноста недостасува. Сега нема како изговор да ја земиме пандемијата, бараме начин како, на пример, граѓаните да дојдат поблиску до советниците, бидејќи советниците се представници на граѓаните во локалната власт, во одлучувањето, во она што е ние најголем врв во општината при донесувањето на одредени одлуки и решавање на одредени проблеми, како да дојде до председателот на совет како врв на или организатор на советот на општина Прилеп. Но прашува еден наш читател со какав буџет располага општина Прилеп, дали советниците го одобруваат тој буџет? Такво е прашањето, па ајде да видиме и која е сумата, дали е таа поголема или помала споредбено со минатата година и со оваа пандемија и зашто се распределува најчесто тој буџет? Вака.
разлики во буџетот меѓу ланската и годинашната година е многу минимален. Законска обврска е, пак ќе кажам, донесувањето на буџетот да биде преку Советот. Како орган на водење на една локална самоуправа, Советот во своите законски обврски ги има донесувањето на буџетот и контрола врз трошењето на буџетските средства. А еве сега ќе кажам, вчера, значи ја донесовме годишната сметка за буџетот од 2020 година. Можам да кажам конкретни податоци, значи буџетот бил креиран 1 милиарда 537 милиони денари, а извршувањето на, односно приходовани се 1 милиарда и 198 милиони денари, што значи дека се реализирале некаде 73,82%. Овие бројки покажуваат дека општината работи добро, буџетот е ликвиден, пренесени за 2021 година се околу 131 милион денари, а побарувањата од 2020 година се околу 39 милиони, што е еден добар показател дека буџетот е ликвиден, за да можат сите проекти кои што ги предвиде локалната самоуправа, Советот, за 2021 година, развојните програми. Сакам да зборнам за тоа, значи развојните програми, тоа се градинката, еве можам да обелоденам детската градинка, за која што се токму Советот ги создаде сите предуслови за да може многу скоро да почне реализацијата на таа градинка. Значи, еве, најавувам дека за многу скоро граѓаните ќе бидат сведоци на отпочнувањето со градба на детската градинка, која ќе се наоѓа во населба Точила. Значи, потреба голема, која што произлезе од контактите со граѓаните, од парламентот народен кој што се организира, значи од средбите со местните заедници. Иницијатива на граѓаните. Иницијатива на граѓаните. Потоа реконструкција на старата чаршија, значи и тој проект ќе биде реализиран оваа година, отпочнување со изградба некаде од средината на годината со спортско-рекреативниот центар, односно затворениот базен исто во населба Точила, рехабилитацијата, изградбата на улици, санирањето на ударни дупки за многу скоро време ќе започне. Имаше една анегдота, вика кога што е најмногу потребно после избори, дали ќе отпочни работата со рехабилитација на улиците, изградба на улиците, да, јас еве кажувам дека ќе отпочне за многу скоро време. Временските услови тоа ќе го дозволат, тендерите се при крај, така да и општината, ќе си почне во насока на реализација на своите зацртани задачи, но сите тие можности ги создава Советот преку своите одлуки. Да, комуналните и инфраструктурните запати му се најклучни на граѓаните. Во рамките на тоа и прашањето поврзано, и нема да ве задржуваме, бидејќи вие сте веќе треба да видите на кризниот штаб кој ќе се одржува сега во 11 часот, поврзано со пандемијата. Во рамките на овој дел е прашањето поврзано со можноста за паркинг простор, бидејќи булеварот е сега изграден, можноста за паркинг простор каде може да се очекува, бидејќи прво беше најавено дека ќе се изгради паркинг, а паркингот го нема. Тоа е прашање од граѓани, извинете. Да. Така. Очигледно е дека представува во овој момент поле на интерес на граѓаните, бидејќи секојдневно се содруваат со одредена проблематика. Знаете дека позади градската кафеана веќе во некоја форма функционира паркинг простор. Исто така е предвидено просторот помеѓу поштата и локалната самоуправа, што сега е паркинг, да биде монтажна паркинг гаража на, не знам, 2 или 3 нивоа. Исто така во размислување е да се улицата која што ќе се пробие, тоа се донесени одлуки позади
старото кино и тука просторот што ќе остане да биде употребен за како да се користи како паркинг простор. Како и да е, само еве еден коментар од господја вели дека со години наназад ништо на дело, за жал што со оние кои ние не можеме да го отвориме линкот. Предпоставувам поврзано со ова што рековне, како да му дадеме јавност на Советот, како да му дадеме јавност на одлуките на Советот, значи ќе мора да се бара некаква солуција, бидејќи ние сметаме дека сите се писмени во оваа интернет сфера, но имаме луѓе кои што се во повозрастна категорија, а тие се тие па кои што најмногу сакаат да слушнат за одлуките, бидејќи младите повеќе сакаат да зборуваат за забава, ноќен живот, за можеби образование, но за кога станува збор за урбанистичките сфери или комуналните сфери, повозрастната категорија на граѓани навистина сака да знае со кои одлуки донесува Советот, дали може на пример да се изменат тие одлуки. Верувам дека тоа ќе се реши, бидејќи пак ќе речам на крајот на денот сепак најважно е подобрување на условите на живеењето на граѓаните. На една одговорна власт поле на интереси се сите категории на граѓани. Значи, јас на самиот почеток кажав, се тоа што ќе го зборуваме, може би спомнав одредена категорија на луѓе кои што може би не се во можност, но за жал во овој момент еве согледуваме колку имале потреба, а може би не сме одговориле на досегашниот начин на организирање на нашата работа, значи останува да го покриеме и тој дел, да изнајдиме начин како и категоријата на наши граѓани, еве да не ја категоризираме како повозрастна, може би некои од помладите од разни причини не се во можност да ги користат електронските медиуми. Наша обврска е да изнајдиме начин да се доближиме, секако во интерес ние сето ова што го работиме да стигне до што поголем број на наши сограѓани, да не биде констатацијата дека ништо не се направило. Јас не се согласувам со тоа, навистина и како во овие 3,5 години е многу направено во општина Прилеп, тоа може да се види насекаде. Многу прашања остануваат неодговорени. Јас само ќе кажам една еве од прашањата за идната наша средба. Еве поврзано е со градскиот превоз и со неможноста и редуцирањето на градскиот превоз во општина Прилеп и кога тој градски превоз ќе биде приклучен и во населените места, бидејќи и ние сме дел од општина Прилеп. Така е прашањето, така го поставувам. Можете да одговорите, веќе времето навистина еден час многу брзо врви со вас, изгледа многу теми мене ми е посебно драго навистина што побудивме толкав интерес и јас еве ве охрабрувам и вас како медиум, викајте ме почесто. Јас сум личност која што сака и е достапна до граѓаните. Сите кои што имале можност досега знаат дека сум достапна личност, дека можат да ме најдат како сограѓанин. Сега јас не би сакала отворено да го дадам мојот телефонски број, не имам проблем со тоа, меѓутоа на крај може да биде дел на злоупотреби, меѓутоа реков дека ќе најдиме начин, си земам за обврска, за да бидиме подостапни барем еден ден во седмицата до нашите сограѓани, да можат барем одреден период да остваруваат контакт со мене и секако со сите советници. Околу градскиот превоз, јас еве на моје задоволство бев дел од советничката група која што донесе одлука од Советот, односно да донесе одлука за организација на градскиот превоз. Ете една потреба која што била, гледам, голема кај нашите сограѓани. За жал, условите во кои што живееме, пак ќе речам за жал, ова измината година по многу своји параметри беше специфична. Ковид пандемијата ни условува на некој начин како ќе ги организираме и градскиот превоз. Знаете, еден период беше и недостапен за граѓаните, се со цел да се заштитат од ширењето на пандемијата. Секако и населените места се дел од нашата општина и се води максимално грижа и за нив и останува во иднина да го решаваме и тој проблем.
како радио кој што се слуша во руралната средина, радио кое што навистина работи во интересот и на луѓето кои што живеат во руралните средини. Ова ќе ни остане следна тема за дискусија. Ви благодарам што ни бевте гостин. Ги поканувам сите наши слушатели да ја следат програмата на Радио Пела преку нашата радио станица, воедно и да го читаат нашиот портал www.radiopela.mk, каде што пишуваме, информираме за настаните случувањата во Советот, оного колку што ни дозволува. Се надевам дека ќе имаме поголемо присуство, бидејќи медиумите навистина во овој период не беа присутни во Советот и добивавме само пиар текстови во кои што беше потребно само да го пренесиме нештото, не знаејќи дали тоа навистина така се случило или не. А законска обврска е на Советот да му даде јавност на сето она што се случува и ако не се одлучи по инаку, но тоа треба во третинско мнозинство чинам, а потоа, ако не сака да присуствува нешто, да биде јавно кажано. Верувам дека ќе имаме многу подобра соработка со медиумите и дека Советот на општина Прилеп, иако е прогласен за најтранспарентна општина, сме прогласени, но се изгледа недостасува овие одлуки да стигнат до увото на граѓанинот, каде што реков на крајот пак на денот сето се сведува и се завршува да има подобар живот на граѓаните, а тоа е удлогата на Советот на општина Прилеп. Бака, јас ви благодарам прво за тоа што ми укажавте честа да бидам гостин во оваа емисија, да бидам во директен контакт со нашите сограѓани. Еве, добро е кога во вакви отворени средби произлегуваат. Денеска произлезе едно главно прашање, тоа е достапноста на советниците и Советот, прашање кое што треба час поскоро да го решаваме. За жал нема да се вадам сега на ковид состојбата, јас не сум личност што бара изреки, сакам да делувам, но на вистина состојбата наметна своји правила на работа. Го сакале ние тоа или не го сакале, наметна своји правила на работа, максимално се трудиме да бидеме што подостапни, со оглед на тоа што работиме онлайн, немаме контрола врз тоа кој се може да дојди до тој линк, да нема злоупотреба на крајот и па сепак Советот е одговорен и председателот на Совет, максимална заштита и на советниците, на сите предлагачи на материјали, на се што се вика законитост во работењето на Советот. Како и да е, медиумите се секој да изнајдиме начин, еве можеби преку вакви средби, канете ги сите советници, ве охрабрувам. Благодарам. Ќе ги охрабрам и советниците да бидат дел од вакви отворени емисии, каде што отворено ќе се разговара за работата на Советот, за потребите на граѓаните. Нашиот договор беше половина час, но ова измина речиси повеќе од 45 минути. Тоа само говори за интересот и на оваа тема, односно за тоа како работи Советот, како работи председателот на Совет, која е неговата улога и како граѓаните да ги пренесуваат своите одлуки и да добиваат исто така повратно што се случува со нивните предлози, иницијативи и одлуки. Се надевам дека дадов не барем дел од можноста граѓаните да слушнат како работи Советот и председателот на Совет. Уште еднаш Еленче Ташковска, ви благодарам што ни бевте гостин во емисијата Одговори и одговорност. Ви благодарам и вас, задоволството беше мое. Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.